вкусно свежо свинско месо. Агрија. Барајте го месото на Агрија во месарниците и проверете го датумот. Агрија. Партнер со природата. Почитувани гледачи, добро вечер и добро ни дојдовте во уште еден серијал, така да го речам, за посветен на ракометот, односно на 24-тото светско ракометно првенство кое што се игра во прекрасната Доха во Катар. Знаеме сите дека учествува и нашата репрезентација. Телевизија Тера, како и во многу години наназад, скоро на сите поголеми надпреварувања, европски, светски првенства, финале, Final Four на Лига шампиони и така натаму, е присутна на самото место, а нашето сценарио веќе го знаете, и системот на работа. Зоран Мишевски е во Доха, во Катар, на лице место, каде што има своји материјали, снимање, контакти, интервјуа со тренери, играчи и така натаму, како наши, така и на другите репрезентации, додека јас се потрудам овде, како и обично, да се оној стручен дел да го одработам, барем во рамките на моите можности. Меѓутоа, предлагам да не должиме многу, веднаш да одиме со материјалот кој што го имаме подготвен, односно се увањето на Зоран Мишевски од Доха, Катар. Како што потенцира на македонските ракометари, два датуми се многу значајни за овој наш мондијал – 16 и 21 јануари. Првата половина од домашната задача е остварена. Совладан е Тунис со 33-25 полувреме 18-14. Прв пат во историјата на нашите меѓусебни дуели и така лесно и убедливо како што резултатот потврдува. Нашиот систем функционираше безпрекорно. Само во првите 2 минути противникот водеше. Веднаш потоа загосподари нашата цврста одбрана која што беше одговор на грубите тунижани кои што во првиот дел заработија 8 минути исклучување. Меѓутоа се функционираше како што обрван и останатите замислија. На полувреме имавме +4, а во вториот дел не му дозволивме на противникот да се спушти под 3 разлика. Скоро сите членови на нашата стартна седморка беа во улога на играч на надпреварот, а часовникот на Адидас го заработи Дејан Манасков, кој што официјално беше прогласен. Капитенот Лазаров постигна 10 гола, Манасков и Миркуловски по 6 и тоа без промашување. Одличен беше и Наумче Мојсовски со 4 гола, но демонстрирајќи огромна сила и враќање по тешката повреда. Кај противникот по 4 гола постигнаа пивотменот Исам Теш и ракометарот на Барселона Ваел Жалус. Нашите ракометари имаат нешто повеќе од 24 часа одмор. За утре е откажан редовниот тренинг кој што требаше да се случи во 9 часот наутро, а веднаш потоа првиот дуел на светските првенства на Македонија и Иран. Првото полувреме на Иран против Босна денес треба да опомене дека нема лесни противници на светските првенства и мора да се влезе многу сериозно и на наредниот надпревар. Како што знаеме, на задоволство на сите вистински љубители, нормално ракометот во Македонија, нашата репрезентација денеска забележа извонредна победа, многу битна. За секој старт на секое првенство вака големо надпреварување, како европско, така и светско без разлика надпреварување, стартот е многу битен, особено против еден многу усилен и непријатен противник. Ако знаеме уште досега дека имавме двата порази со Тунис, тогаш уште поголема оваа победа. Само пофалби за тактичка замисли, за оствареното и, јас би рекол, најбитното за зрелата игра на нашата селекција, која што е навистина во полна играчка зрелост и одигра точно онака како што требаше. Значи, најбитната работа беше да се умртви, да се умртват брзите тунижани и нивната брза игра, транзиција.
каде што се најопасни. Втора работа, да се уништи нивната игра во одбраната, груба игра, Валкана игра во одбраната, не Валкана, мислам груба игра, тоа е нивна одлика од секогаш. Сум кажал многу пати, сум бил против нив и така да тоа е одлика од секогаш на туниската школа на ракометот. Како се игра против таквите противници, и тоа и го презентираме на најдобар можен начин нашите ракометари денеска, дека играчите на Тунис кои што излегуваат до 10-11 метра, бараат контакт. Пред контакт, доколку се ослободуваме од топката, со брз завод тогаш се прави еден вишок, каде што користевме и имаше, што за моја задоволство, и нашиот кружен напаѓач, и било тоа Никола Марковски, Стојанче Стоилов, или на некој од крилата, макар да десното крило денес беше навистина Георгиевски не беше многу вклучен во игра, меѓутоа сепак имавме она ослободување што е небитното од топка во ваквите ситуации, побрзо, не давајќи му шанса, контакт, она што се вели ракометно, не давајќи му место на тунижаните, да дојдат до контакт, да прават серија прекини, со тоа и да не изморат. Бидејќи знаеме и ние, потоа ќе ги кажам маните нашите кои што денеска ги забележав, ова се досега што ги зборував се нашите врлини, особено нападот. Да ви кажам еден податок, а тоа е дека за да се добие еден надпревар, статистика да кажува дека треба најмалку 66 до 68% реализација. Нашата репрезентација денеска имаше преку 74% реализација. Со таков напад многу тешко се губи надпревар и значи еден од тие надпревари каде што се добива, ако воопшто во колективен спорт може да се добие игра надпревар со напад, тоа беше денешниот надпревар на нашата репрезентација, што мене особено ме радува, бидејќи еден од послабите сегменти во досегашниот тек беше токму тоа играта во нападот. Што ни, да ви кажам сега, она што е баш стручниот дел, да не елаборирам премногу. Хмам, тој е клучниот играч на број 4 игра во туниската репрезентација. Уште 14-та минута, ако се сеќавам добро, тој доби 2 исклучувања и остана надвор од игра. Тој во заедно со Теч на 3 и 4 се многу опасна двојка и играат изворедно во таа 6-0 одбранбена формација, нивна одбранбена формација и речи се не пробоен бе. Додека тој беше во игра имаме многу проблеми да ја разбиеме ова нивна одбрана. Втора, кога Хмам испадна, дојде Хауди на местото него, тој е далеку послаб играч. Иначе Хмам е најдобар стрелец во историјата на тунискиот ракомет, најмногу направи, да не зборувам. Тој е легенда на Тунис. И тоа е, значи, душата на тунижаните, веќе да ги пофалам и судиите денес, што не е мој манир да зборувам, суди беа изворедни. На висина на задачата си одработија како што треба уште на почетокот. Имаше исклучување, нешто требаше правовремени, со тоа и ја отапеа зоната на тунижаните. Се обиде во еден период Сеат Хасанефедич со некоја си не е та 3-2-1 одбранбена формација, меѓутоа некоја си 3-2-1, меѓутоа тоа не е 3-2-1 одбранбена формација, е 3-2-1 за овие што не знаат веќе, мислам обичните гледачи веќе ова упатство во ракометна теорија. Меѓутоа тоа не беше, бидејќи 3-2-1 е кога и се враќате на 6-0, ова беше 3-3 некоја си формација, во која што ние имаме проблеми. Бидејќи сите очекуваме да се игра на Лазаров, некоја си 5-1 одбранбена формација, меѓутоа со ова и имаме изгубени неколку топки. Особено, ќе кажам сега и за тие негативности. Кои се тие? Првата работа, која што мене не ми се допадна денес, тоа е што игравме и покрај голема разлика, што водевме со голема разлика со против репрезентацијата на Тунис, повторно игравме само со тие 5-6 играчи. Односно бековската линија, тоа што најмногу ме загрижува, тоа е затоа што имаме само една промена, тоа е Прибак. А Прибак беше потполно изолиран и изгубен во кога почна под лавок одбранбена формација да игра Тунис, тој беше изгубен. Имаше шутови без нерезонски 1-2 од некаде од овај позиција од средината, потоа со рокада со Наумче Мојсовски доаѓаше на лебек и повторно имаше, тој го одмараше Филип Миркуловски тогаш обрван. И не ми се допадна апсолутно, не се вклопи некако во системот на нашата репрезентација. Јас се надевам дека е денес. Друга, мислам, кога веќе сум тука да зборувам зошто на 8 до 10 разлика, зошто и другите не добија шанса, тоа го знае само обрван, а знаеме колку е долго ова првенство. Дај Боже, нашите да останат 2 недели до финале, зошто да не. Тогаш ни треба секој атом на сила.
Иако имаме на ова светско првенство за разлика од другите дека големи надпреварувања преку еден ден. Уште утре играме 2 дена со ред и после тоа имаме ден пауза, ден играме. Ден пауза така да имаме за рехабилитација. Меѓутоа сепак секој атом ни е добре дојден на сила и сега да ги губиме на 80 разлика, повторно играме со Лазаров, Миркуловски и Наумче Мојсовски, иако ги одмараме, да не заборавиме Лазаров и Мојсовски, ги одмараме во одбрана, сепак треба да се најде начин. Затоа ќе имаме и прибак, дадовме државјанство и на Вугринец, значи да се одморат нашите најдобри играчи, меѓутоа јас мислам ќе видиме како ќе биде против незгодниот Иран утре, како ќе биде надпреварот, можеби ќе имаме шанса за тоа. Сега да зборам само збор 2 за одбраната и со тоа ќе завршиме за нашата, мислам, одбрана. Не знам зошто Хасан Ефендич жалус, лев бек, играше првите само 10 минути, постигне 1 или 2 гола, не знам. И после тоа го извади, дали го заборави или од кој причин играше, тоа си знае Хасан Ефендич. Меѓутоа, тој играш на Барселона, еден од најнадежните ракометари во Европа, на позицијата на лев бек. И сега, што не ми се допадна? Само кратко тоа ќе биде. Овде игра Теч, кружниот напаѓач на Тунижани. Нашите најдобри дефанзивци, впрочем и тоа се и специјалисти за тоа, на позиција 4 е Ацо Јановски и Велко Марковски, 3 и 4. Ако тие ни се нашите најдобри, а Теч е најдобар стрелец денес за туниската селекција, тогаш што ќе беше доколку и се разигра или туниските бекови или Борко немаше ден, одличен беше и денес, или голманот на туниската селекција, голманите имаа ќе бе многу проблем, затоа што овде не ми се допадна соработката нивна, излегување на Ацо Јановски, не затварање на Теч, со било кој напад имавме проигрување, мал излез, Теч го блокира нашиот Велко Марковски, кој што пасивен немаше на време затворање на кружниот напаѓач и проигрување на линија имавме. Затоа е толку голови пример. Мене апсолутно мислам, ако веќе бараме во ова, пак ќе кажам, феноменална, фантастична и за мене изворедна една од најдобрите игри на македонската селекција што сум ја гледал во напад, кога зборуваме, за и една од најслатките победи што барем за мене, во досега што е остварила македонската селекција. Меѓутоа тоа е моја работа да кажам и позитивните и негативните страни. Сега имаме и изјави нормално, Зоран Мишевски се потруди да добие изјави од нашите ракометари, да видиме што тие имаат да кажат. Сум среќен, меѓутоа ова е само почеток и воопшто не се плашам дека моите колеги дека ќе се полета како што било во минатото и дека ова победа ќе не направи премногу горди и задоволни за да не продолжиме во овој ритам. Погледнате ли нешто од Иран? Дали имавте? Дојдовме малце порано на прерод, погледнавме 10-15 минути. Ја држам до тоа дека во денешно време во било кој спорт ни еден противник не треба да се потцени и така и ќе пристапиме утре. Големи фаворити сме, меѓутоа треба во првите 10-15 минути тоа да го демонстрираме за да можеме после да сочуваме сила и за она што ни следува. Јас ги потенцирав 16 и 25, 16 го поминавме као датум и сега ни останува денес ми е роден ден на ќерка ми. Двата датума денеска частам, 25 ќе частам пак да. И утре максимално ангажирано и мислам дека имаме и резерви и ширина во нашиот тим и дека ќе и голема страст за да продолжиме со ваква квалитетна игра. Вака голема победа за нас. Реално никој не очекуваше дека вака ќе победиме. Не викам дека беше лесно, но резултатот е тој 8 разлика. Се надам дека вака ќе продолжиме. Оваа победа ни носи поголем ќе ни донесе самодоверба за другите утакмици. Сите мислат дека Иран е аутсайдер, но ја не мислам така. Секој може да победи секого. Треба да бидеме сконцентрирани како и денес и да ги победиме. Добро. Успеавме на крајот да славиме високо со 8 голови разлика. Мислам дека добро го одигравме овој надпревар како во одбраната така и во нападот. Едноставно добро го проучивме противникот, ги надигравме и мислам дека на крајот заслужено победивме. Следува Иран? Следува Иран, мислам дека рековме ќе идеме надпревар по надпревар, мислам дека е еден полесен противник од
од овој денешниот и се надевам дека со една добра концентрирана игра ќе ги прокнижиме и другите 2 бода. Колку сати ќе собереш? Па немам појма, ќе видиме здравје. Само победуваме, не е битно. Многу убави изјави, задоволство на лицата. Мене ми е задоволство кога ги гледам нашите ракометари вака задоволни, насмејани, дај Боже да бидат до крајот вака насмејани. Меѓутоа, сепак нема да бидам јас Стефче Стефановски ако не зборнам и тоа дека една работа не ми се допаѓа. Не ми се допаѓа тоа што на почеток одигравме фантастичен надпревар, а ова е старт на ова светско првенство. Треба да се одиграат уште многу надпревари. Самото тоа налага, од искуство кажувам што тренерско, што играчко. Оваа наша форма треба да задржиме што подолго, ако е можно до крајот. А сега на стручниот штаб и на играчите тоа, бидејќи самите си наметна со денешниот надпревар на високи критериуми и сите очекуваме вакви игри, барем слични игри понатаму, меѓутоа лично јас ќе им простам да играат послабо, меѓутоа да забележуваат победи. За Иран, наредниот противник, само ќе кажам тоа дека го води Маргуч, словенец, дека е незгодна екипа, се увери Босна и Херцеговина денес. Речи се до 40 и некоја минута Иран се држеше извонредно, Босна и Херцеговина, иако има многу добра екипа, не можеше да ги скрши. Значи не е наивна. Во никој случај и доколку се потцени како и секој противник веќе на ова светско првенство, не смееме никого да потценуваме, немаме на тоа право и затоа сигурен сум дека и тоа го знаат и играчите и дека веќе се зрели, тоа го потенцирав уште на почетокот, со оваа зрела игра денес тоа и го потврдија. Значи зрели сме за големи настани, за големи нешта. Го кажав многу пати пред ова и сега ќе го кажам. А за мене големо нешто е да се стигне до 26 на Кирче, што го кажувам, да не заборавам среќен роденден за ќеркичката. И бидејќи знам дека ќе гледа и ова емисија, затоа среќен роденден и на 26 јас сакам да прославуваме заедно, а тоа е оние веќе елиминациони надпревари каде што ќе се води битка за пласман на Олимпијада. Од се срце го посакувам и јас како целата јавност тоа. А сега да видиме што има за другите надпревари спремено во Катар Зора Мишевски. Тандемот Уве Генсхеймер и Јенс Вајнхолм успеа да им се реваншираат на полските ракометари за поразот во квалификациите и Германија е солода Полска со 29-26 полувреме 17-13 во мечот кој што во Лусеил арената во Доха се играше веднаш по нашиот со Тунис. Скопските судии Никола Иначевски го водеа мечот во кој што Германија многу подобро ги исконтролира емоциите и со видно подмладен тим успеа да оствари многу значајна победа. Кај Полска стариот бран на ракометари не одговори на очекувањата и ќе мора да се вади на наредните надпревари. Хрватска се потеше да заработи победа против Австрија од 32-30 полувреме 16-13 во меч во кој дури на половина минута до крајот код кестите на голужа го скрши отпорот на жилавата Австрија. Цело едно полувреме мака имаше и Словенија против Чиле 16-14 на одмор, за да на крајот репрезентацијата главно составена од интернационалци и звездите на целе пивовар на Лашко слави со 13 разлика 36-23. Алжир пак беше топовска храна за Египет, 34-20, полувреме 17-9. Многу квалитетен меч пред се во нападот одиграа Шпанија и Белорусија. Против својата несудена репрезентација, Рутенка блескаше, Белорусија против светскиот првак долго време беше во надпреварот, но на крајот сепак загуби со 38-33. Русија со Тимур Дибиров во своите редови и автор на 7 гола против Судиска Арабија забележа победа од 27-17, полувреме 17-9, а во нашата група во мечот кој што ја отвори програмата, Босна и Херцеговина го совлада Иран со 30-25, откако на полувреме Иран на хрватскиот стручњак Мачек водеше со 16-12. Од 21 часот Данска игра против Аргентина, тука во Лусеил арената во Доха, Франција се сочува против Чешка во арената во Духоил, додека пак Шведска и Исланд го играат скандинавското дерби во Ал Саад. Што да се каже за овој надпревар кој што имавме можност да го следиме, тоа е за Хрватска со Австрија. Многу, не го велам чуден надпревар, се надоврзува на она што пред малку го говорев за старт на едно светско првенство. Веројатно Хрватите и Славко Голужа дека
бидејќи како веќе искусен тој и стратег веќе да речем, бидејќи учествувал и како играч веќе на многу такви светски европски првенства и сега веќе како селектор по долго време. Неговата екипа беше она топло-ладно целиот надпревар. Меѓутоа, сепак најде можност и во текот на надпреварот да измени цела шесторка, значи скоро сите играчи негови, освен резервниот голман Ивич, кој што не влезе во игра, и да ја добие репрезентацијата на Австрија, многу тврд противник, запаметете што кажувам, многу тврд противник и незгоден противник. Меѓутоа, со ваков Мирко Алилович, како што беше денес, никаков да се добие, сепак требаше многу пот да се добие на Австрија. За што зборувам? Главниот адут на хрватите се знае тоа е дека се одбраната каде што се Копљар на број 3 Гојун и Гојун 3 и 4. Потоа Игор Вори се го штедат на број 2 позиција, меѓутоа ова е слабата точка на Хрватска. Дали тој игра дома го Дувњак или игра Карачич или било кој да игра, ова е слабата точка број 5. И тука беше и најповеќе пробивана од десниот бек на Австрија, а истото ќе се повторува и натаму, бидејќи навистина и овај дел заедно со Штрлек, кој што е повеќе љубител на излегување и една имаат специфична некоја си нивна акција. Мислам и други репрезентации тоа го користат, кога топката доаѓа со забот и сега на ова проигрување Штрлек излегува да пресечи топка и сега доколку средниот бек забележи дека тој доаѓа, проба да го проигра левото крилото свое, играчот број 5, во случајот Дувњак го затвора крилото, значи се вкрстува за кога ќе се врати топката, повторно се враќаат, меѓутоа ова е вака наивно, меѓутоа во даден момент се губат надпревари со ваква пресечена топка. Меѓутоа тоа веќе веројатно и другите тоа го знаат, една интересна ситуација. Што сакам да кажам со ова? Оваа четворка која што треба да биде ударна нивна, значи Вори, Гојун, Копљар и Дувњак треба да биде ударната и она што е столбот на кој што го гради успех, што сака да го гради успехот Славко Голужа. Меѓутоа денеска не баш одигра како што треба квалитетно. Затоа мораше Муса го заменуваше Гојун во второто полувреме, значи играа Муса и Копљар овде, веќе на нешто наликуваш. Тоа е она следното што кај нас. Затоа сакав да се надоврзам и затоа го коментирам. Ние освен овие Велко Марковски и Јацо Јоновски на 3 и 4 денес не пробавме ништо. Ако знаеме дека во Франција на последниот го пробавме на број 4 Стојанче Стоилов, по мене тоа е апсолутно изгубено време беше и тогаш го реков и сега го тврдам, бидејќи тоа не може. Меѓутоа дека мора да се најде некоја си солуција, не дај Боже, дали е казна, дали е повреда или било што, некој од овие двајца ако нема што ќе правиме. Затоа тоа е она што го говоре зошто ние не ги разигрувавме, а денес имавме позиција. Не да немавме на тонкаво водство, не ни е сеедно дали е 2 разлика или 8 или 10 разлика да го добивме Тунис. Значи, тоа се тие некои работи кои што во тек, во од големите репрезентации ги уигруваат, финесите ги дотеруваат, за потоа кога ќе треба најповеќе да ги има да има резервни варијанти. Меѓутоа, затоа потоа ќе видиме натаму најнапред да се насладуваме на оваа феноменална победа денеска, а сега да видиме што има друго за надпреварот Босна-Иран. Мислам дека има Мишевски уште нешто снимено за представниците на репрезентацијата на Босна и Херцеговина. Што идемо да победиме, нешто, он су сигурно у овом моменту болji од нас, играју феноменално у Француској, страшна утакмица одиграли, а мислим да ќе сутра биде изjednačена утакмица, тоа е сигурно. Па добро, свезали се руке и ноге, јас сам као играч тоа доживео више пута, ја знам о чему се ради, не важно против кога играш, велики е притисак, велика желја, јас сам тоа осетив пред утакмица. Врховска утакмица, сутра, тоа е сигурно Австрија, видите што игра фантастично у задње време, посебно на овим турнирima, екипа со која ми можемо играти, он су болji, ali moraju to sutra još da dokažu, a ja mislim da mi ne možemo slabije nego danas. Mi smo big points uzeli, to je jako težak meč za nas, prvi za sve, jedno ekipa će biti na turniru teško, vidio ste juče Katar. Pa, prilično nervozno, rekao bih, i euforično smo ušli u tu utakmicu. Može se reći da je normalno, ali ne bi se opravdavao ispred ekipe, jer ne smije se to desiti, jer je kvaliteta između ove dvije ekipe naša kvaliteta mnogo veća i eto, lako je govoriti kad se ovako završilo, hvala Bogu da jeste. Pobjeda je bitna, sve ostalo je već prošlost, idemo u novu utakmicu.
Честитки за босанската селекција за денешната победа. Бидејќи и тие нивните изјави видовте самите дека не беше нималку лесно, иако игра против некоја аутсайдер, така да речем, ајде игран. Макар да од кога се исклучи Австралија, Океанија и таму некои екзотични земји, веќе нема аутсайдери по мене на едно светско првенство. До 40 и некоја минута самите слушнавте дека Драган Марковиќ, Марка, селекторот нивниот, дека имаа проблеми, а Мирсат Терџич е еден искусен играч кој што играше во Загреб, се игра Веспрем и така натаму. И со такви играчи Босна кога имаше проблеми со Иран, тоа е само знак за предпазливо за нас утре во 17 часот, за нас да бидиме многу внимателни, максимално спремни и мотивирани за да забележиме 4 бода веќе после првите два надпревари, за да после тоа имаме ден одмор кој што може во пријатно расположение да се разгледува, да се анализира што сме сработили, да видиме што треба да го сработиме. Нашите има прилика да видат и имаат и снимка сега веќе од Босна и од Иран, да простудираат за утре, за наредниот надпревар за против Иран. Патем речено, извонредно скаутирана беше денешната селекцијата на Тунис. Тоа се виде по поставката во играта, по спроведувањето на замислите, така натаму, по реагирањето на нашите играчи, на тактичките замисли на Сејат Хасанефендич, така да навистина беше добар скаутинг. Меѓутоа, сега да имаме уште една изјава од поранешниот играч на, ако не се лажам, режија на Жарко Марковиќ, поранешниот играч на Металург, сега е со пасош катарски. Сакам овде нешто да напоменам. И очекувајте, почитувани гледачи, и во следните денови, дека катарани не се многу љубители да седат на едно место дода сала да навиваат. Го кажав уште по синоќешната емисија и сега го кажа. Меѓутоа, кога ќе играат Египет, Тунис, ето Алжир, тогаш има, а поготово Египет и Тунис, тогаш ќе имаме многу повеќе публика и поинаку ќе биде тоа навивање. Катарската репрезентација, катарани не се љубители на тоа одење, нити па некоја бучно навивање, како што ми имавте прилика да се уверите дека уште вчера кога го најавив тоа, и наредните денови тоа ќе не прати, меѓутоа прво да видиме што сака да каже Жарко Марковиќ. Пријатно едно големо ново искуство во кариерата, деби на Мондијал за селекцијата на Катар. Какви беа овие 60 минути? Беше ли тешко да се носи ролјата на фаворит против еден полетен Бразил? Па сигурно да е било тешко, Увек прва утакмица е тешка. Сигурно дека беше тешко. Секогаш првата утакмица е тешка. И одбраната и нападот беа одлични на почеток, но ете ни се случија некои повреди и потоа малку се деконцентриравме. Но се вративме во форма. Мислам дека заслужено победивме. Сега имаме еден ден одмор, а на следниот надпревар повторно ќе дадеме се од себе. И онда следеќа утакмица против Чиле, ми ќе опет дат наш 100% и надamo се да победиме. Веројатно се уште рано, меѓутоа ракометарите, професионалците ги прават сите можни комбинации за вториот круг. Би сакали да играш против некогашните двојсоиграчи од Металург, против македонските репрезентативци во нокаут фазата во осмина финалето, и што би значил еден таков меч за тебе? Па искрено ти кажам, не размишлям о томе друго. Искрено не сум размислувал за тоа. Одиме чекор по чекор, да ја решиме првата група, а потоа ќе мислиме на следниот. Дамбој инженеринг. Продажба на станови во изградба. Продажба на готови станови. Изградени со најнова технологија. Со сопствен паркинг простор. На локација улица Ѓорче Петров кај градинката Пролет во Битола. Дамбој инженеринг. Ние ги градиме домовите на среќните семејства. 24 години со вас. Office Store. Комплетна линија на канцелариски производи. Електронски апарати за канцелариското работење. Канцелариски мебел. Ние секогаш нудиме повеќе. Office Store Битола. На две локации. Пелагонка 2 и кај градскиот часовник.
Космос Компани, име со долгогодишен квалитет и традиција во снабдувањето со алкохолни и безалкохолни пијалоци. Генерален дистрибутер на Прилепска пиварница и винарската визба Стоби. Космос Компани, Битола. Просперо ви нуди ПВЦ подови, ламинати од германско производство и трослоен паркет со врвен квалитет. Просперо во Прилеп и Битола. Почитувани гледачи, со ова ја привршиме вечерашната емисија при крај. Да ви закажувам состанок за утре во 19:45 минути, 19:45 минути. Имаме, знаете дека утре играме веќе со надпреварот со Иран. Би требало, секогаш го велам дека и сакаме за срце уште со една победа да се израдуваме со нашите ракометари. Јас си закажувам состанок покрај легендарните фломастери заминаа во историја. Со нашата со таблата да видиме како ќе биде утрешната победа, се надевам дека на победа, на висока победа со репрезентацијата на Иран, потоа ден одмор, да се релаксират нашите, да посекам многу среќа и повелете утре да бидете со ТВ Тера во 19:45. Добро ноќ.